Операторот кој вчера се судри со ренџерите од Националниот парк Шарпланина денес работи и неговите ратраци превезуваат скијачи. Од компанијата обвинуваат дека раководството на Националниот парк им вршело притисоци. За вчерашниот инцидент кој се случи на Попова шапка, од Ескимо Фрираид велат дека ренџерите немаат овластување да ги запрат ратраците, па затоа полицијата им наложила да се повлечат. Тие се на став дека безбедноста на ренџерите не била загрозена од нивните возачи во ратраците. Они дојдоа да не спречат да излеземе. Нема потреба тоа да го прават ако они тврдат дека законски може да не спречат, они немаше потреба да стојат како жив зид пред ратраците и да не ги пуштаат. Они треба да имаат одлука и да ја презентираат, да ја поднесат до полицијата. Полицијата кога ќе дојде, нас ќе ни забрани да одиме. Денеска ние излеговме да возиме, ренџерите ги нема нигде. Зашто? Затоа што полицијата им објасни дека ова не може они да го прават. Според Саздовски, раководството на Националниот парк ги обструира бидејќи потпишале договор со друг оператор и тврди дека светските пракси се една планина, еден оператор, бидејќи движењето на ратраците е опасно за скијачите. Они дојдоа да не блокираат со една единствена намера да извршат притисок врз компанијата да потпише некој договор кој е тотално неприфатлив за нас и е спротивен на сите закони кој ги има оваа држава. Во договорот не е поднесена соодветна експертиза која ќе биде направена колку ратраци може да оперираат во оваа зона, колку оператори, односно дали два оператори може да функционираат во оваа средина. Саздовски вели дека Ескимо Фрираид 19 години работи со туристи на Шарпланина. Ратраците се технички исправни и во овој временски период го промовирале туризмот во странство и помогнале во средување на ски терените и инфраструктурата. Од тетовската полиција информира дека вчера добиле 2 пријави за инцидентот, како и дека е вклучена и внатрешна контрола, бидејќи добиле поплака дека полициски службеник не постапувал професионално на местото на настанот. Представник на хотелот Арена пријавил дека биле неосновано спречени во вршење на дејноста и дека им било ограничено движењето без писмен налог. Од друга страна, раководството на Национален парк Шарпланина пријави кривично дело спречување службено лице во вршење службено дејствие и предизвикување општа опасност, односно дека неколку лица со ратраци се обиделе да ги прегазат вработените во паркот, при што ренџер бил удрен со механичка корпа и се здобил со повреди. Од Националниот парк Шарпланина за Телма изјавија дека сопственикот на ратраците, односно операторот, упорно одбивал да потпише договор, откако слободното скијање со ратраци е класифицирано како дејност.